убаво, весело, разиграно со тоа што да потсетам уште еднаш, ова беше во Швајцарија. Вака навидом изгледа исто како да е во Македонија, што значи дека нашите си ја одржуваат традицијата. Ова ќе е воедно и темата со нашите следни гости, да им посакам прво добро утро. Тука ни е градоначалникот на Новосело, кој што неколку пати веќе ни бил и овде во студиото. Добро утро за Ѓорѓе Божинов и за претседателот на Македонскиот национален совет Китанов. Така, добро ви утро. Добро утро на сите македонци кои не следат овде дома и од диаспората. Ширум светот. Ширум значи, светот, каде така и да е. се, така. Сузи, убав разговор ке си имаш како што гледам, нели? Разговор со многу емоции, бидејќи ни гледаат во Швајцарија многу, непрестано добиваме искра информации, пораки, поддршка од македонците таму, кои се инспирација и за македонците во Диселдорф, кои се подготвуваат исто така за нешто големо, па ќе следиме и таму што ќе се случува. Тоа е здрав надпревар, да се надпреваруваат во вакви убави работи. Да, ти благодарам многу официјално. Добре дојде и за градоначалникот Ѓорѓе и за претседателот Илчо Китанов, претседател на Македонски национален совет или МНС скратено како што го нарекувате. Драго ми е што ова ваша успешна соработка дава резултати, што инспирира и други наши македонци во другите земји во соседството за да се сплотуваме, за да се поврзуваме, да си помагаме и да делуваме сите во една идеја. Она што и нашата екипа минатата година го доживеа и сега екипата која беше на овој убав настан од кој видовме инсерти, докажува дека не е важно колку километри си далеку од дома, ако срцето ти е таму од кај што си дошол, нели? Петти пат градоначалник вие бевте овој пат во Швајцарија помеѓу македонците, каде што ретко ќе сретнеш во Македонија 3000 луѓе на едно место, но еве таму се обединуваат и се собираат, така нели? Апсолутно. Таму мене ми е, како што споменавте, петти пат да ја посетам нашата диаспора која живее и работи во Швајцарија. Како што знаеме, од општина Новосело таму се најбројни и присуствував покрај трибините кои се одржаа во Женева и Ешелон, присуствував и на прославата во Пајерн, како во прилогот од Пирок. И таму особено бев горд што можам да видам на едно место повторно преку 2,5 до 3,000 македонци кои се дружат, кои се почитуваат и кои се гледаат пред се како македонци. И за мене е особено важно посетата на диаспората заради остварување заедничка соработка и заради мотивирање на нашите македонци таму и секаде каде се во светот да се вратат и да инвестираат дома. Браво. И ова е едно и подсетување, еве вака до сите оние кои што се дрзнуваат од време на време, ние сите се разбира да судат на македонците кои ја напуштаат својата земја и започнуваат некаде нова приказна далеку од дома, сите тие си знаат како им е во срцето. Па еве, Илчо, кажете ни вие, лесно ли е да се биде македонец надвор од дома? Секој што е во странство, секој што престојува во странство, сите знаат дека да се напушти родното место, нашиот крај овде, кај што сме родени, кај што сме одрастени, е многу тешко. Ги оставяме родителите зад нас, оставаме баби и дедовци овде. И секогаш тоа сигурно не го правиме затоа што ние така сакаме, но некои работи еве принудени сме да ги правиме на тај начин како што сега да. Така, како функционира Македонскиот национален совет? Имавте средби, имавте агенда која што многу ја испочитувавте и направивте една одлична соработка со градоначалникот Ѓорѓе. Така, нашата соработка почна пред 2-3 години. Функционираме сега супер во Швајцарија, имаме доста организации, организиравме во декември еден прекрасен настан во италијанскиот дел во Швајцарија, во Локарно, кај што беа присутни градоначалникот на Локарно, на самиот град, беше присутен и градоначалникот на Муралто. Целта ни е и главната цел на Македонскиот национален совет да ги обединиме македонците во Швајцарија. Тоа е апелот до сите македонци, време е да се обединиме, да работиме заедно, да се поддржуваме еден со друг и се надеваме дека така и со тоа темпо ќе наставиме понатаму. Така. Градоначалникот, вашиот крај, местото каде што вие сте градоначалник, има доста луѓе и селеници кои заминале натаму во Швајцарија. Колку тие луѓе вложуваат во нашата земја? Колку се трудат да инвестираат и да помагаат на Македонија? За општина Новосело
Па диаспората може би е најважната економска алка за предвижување. Ние се радуваме на месеците јуни, јули и август и зимскиот период кога нашите сограѓани се доаѓаат на 2 до 3 недели одмор дома да си ги посетат роднините. Тогаш тие инвестираат во нови градби, го предвижуваат скоро секој сектор од економијата кај нас. Но досега секогаш тие градеа големи куќи во своите населени места и сега во последните 2 години имаме една стратегија како општинска администрација да ги натераме нашите сограѓани нивните инвестиции дома да почнат да им враќаат и повратен бенефит. Затоа беше и првата трибина која сум благодарен што ја организираше Македонскиот национален совет. Тоа беше во првите месец дена од како станав градоначалник во Тринген, Швајцарија, каде уште од самиот старт ги презентирав моите идеи за развој на општината и еве сега сум горд да кажам дека ова лето во план ми е да ја посетам уште еднаш диаспората, но не само Швајцарија, туку и околните европски земји, да презентирам кај нашинците во Европа дека сега веќе се спремни потенцијали за да се инвестира во општина Ново Село. Спремаме викенд населби 2, кој и една индустријска зона каде нашите македонци можат нивниот капитал, што е заработен во странските земји, да го инвестираат дома и да почнат на популарните сајтови како што се Booking, Airbnb да ги издават овие капацитети, затоа што општина Ново Село се повеќе се е препознатлива како туристичка локација и затоа и ги обновуваме и модернизираме нашите локалитети, Колешински водопади, Мокрински извори, Пирго и Смоларски водопади, но немавме до сега сместувачки капацитети. Мојата идеја е се повеќе нашите да се свртат кон родното место и сметам дека на тој начин ќе им ја исполнам нивната желба да тие придонесат за своето родно место, за својата родна земја, но и да имаат и повратен бенефит од самата инвестиција. Да, звучи прилично светски. Да. Илчо, кажете ни, што има ли нешто што го нема во Швајцарија, а го има во Македонија? Па, еве да кажеме во Швајцарија или во Македонија имаме прекрасно сонце, прекрасно време. Во Швајцарија времето ни е менливо. Немате толку сончеви денови во годината како што имаме овде? Да. Во Македонија имаме топли луѓе, прекрасни луѓе. Ние самите некогаш не знаеме да го цениме тоа што го имаме. И затоа спомнав дека време е ние самите да се поддржуваме и ние самите да се цениме како македонци. Ние сме прекрасни луѓе, топли луѓе. Нашите македонци горе во Швајцарија знаат да направат разлика. Луѓе кои знаат како се соработува со други народи. Имаме почит спрема сите народи. Исто така очекуваме и другите народи да имаат почит спрема нас и затоа од наша страна мислам дека ние како македонци сме прекрасни луѓе. Така. Навистина го имаме ние тоа во кодот, во македонскиот код, дека сме луѓе кои си помагале и во добро и во лошо, луѓе кои се сплотувале и се поддржувале, што за некои земји на север во Европа се смета дека се поладни, дека баш и не реагираат многу на туѓата емоција. Кај нас можеби емоциите па се дури притиснати на најако, па и тоа е некаков своевиден проблем. Да. Кои се некои проекти кои што ќе ни ги најавите, зашто се залага во оваа година, во стартот на оваа година 2024 Македонскиот национален совет и како истиот функционира? Да, имаме за оваа година два проекти кои можам да ги издвојам. Едниот проект е ние имаме на план да направиме во крајот на мај, почетокот на јуни, еден фестивал, македонски фестивал наречен Етно село, кај што треба да имаме присуство на 3 фолклорни групи од Егејскиот дел, од Пиринскиот дел и од Македонија. Горе во Швајцарија исто така треба да бидат соберени сите друштва во Швајцарија на едно место. Значи не го организира тоа Македонскиот национален совет, но го спроведуваат сите друштва во Швајцарија заедно и тоа е едно прекрасно дело и прекрасно чувство затоа што можеме заедно да го направиме тоа. Ние функционираме на локално ниво, си функционираме прекрасно во Швајцарија, но заедно да створиме нешто и да направиме е големата цел како македонци. Така. Јас посакувам вистински да се реализира со огромен успех, да се соберат сите тие млади луѓе кои што се
на некаков начин наши културни амбасадори. И посакувам да има многу публика, како и на сите досегашни настани. Искра, имаш нешто да ги прашаш нашите гости? Не, ние треба Ивана, она што следува е да на линк, меѓутоа мислам дека се уште прерано, дека се уште не е наместена. Ви благодарам многу на вашето гостување во тој случај. Да, еве ја гледам веќе Ивана дека е на линк. Во тој случај ќе им се заблагодариме, ќе им посакаме многу години да трае вашата соработка и со некои идни успеси повторно се гледаме во студиото на Алфа. Благодариме и на вас на поканата.